Добре дојдовте на К1, останете со нас и проследете ги актуелностите од регионот, Македонија, светот и спортот. Се враќаме по настаните. Судбината на 850 вработени во ФЕНИ е во неизвестност. Ветувањата се добро познати и решението ќе се бара на суд. Одржана првата конститутивна седница на Советот на Вардарски плански регион. Со низа активности одбележан Меѓународниот ден на детето. Статусот во комбинатот ФЕНИ е се уште непроменет. Судбината на 850 вработени е во неизвестност. Ветувањата се добро познати. Решението ќе се бара на суд. Информацијата за отварање на стечајна постапка за вработените уште од самиот почеток не е прифатливо решение. Мартина Митков повеќе. Неизвестност е и понатаму секојдневие за 850 вработени во ФЕНИ индустри. Работата во комбинатот веќе одамна е замрена. Печките се одржуваат на минимум и само тоа ја дава и нашата надеж дека работите ќе се средат, велат вработените кои не сакаат да говорат пред камера. Се е кажано, ветувањата се добро познати, велат кавадарчани кои не се задоволни дека решението ќе се бара на суд. Информацијата за отворање на стечајна постапка за вработените уште од самиот почеток не е прифатливо решение. А токму во Основниот суд во Велес за 29 овој месец закажано е рочиште на кое ќе се одлучува дали се исполнети условите за отворање на стечајна постапка. По направената анализа, привремениот стечаен управник Мирослав Анастасиевски смета дека ФЕНИ Индустри АД има солиден потенцијал, а отворање на стечајна постапка е единствениот излез за компанијата. Со започнување на стечајна постапка ќе се зачува имотот, ќе се спречат понатамошните и дополнителните штети и најважно ќе се дојде до најбрзо можно решение за рестартирање на компанијата, смета Анастасиевски. Инаку неофицијално за ФЕНИ покрај бугарскиот енекот има и други заинтересирани купувачи. Официјалните податоци дали има нова писмена понуда за купување на ФЕНИ Индустри за сега се непознати. Неликвидноста на комбинатот се должи на огромните долгови во 3 комерцијални банки. Тие се тие кои всушност ја започнаа постапката за отворање на стечај над комбинатот кој произведува фероникел, производ чија цена на светските берзи расте. Градоначалниците од општините кои се дел од Вардарскиот плански регион денеска ја одржаа првата конститутивна седница на Советот за развој на Вардарски плански регион. Дијана Иванова со деталите. Аце Коцевски е новиот председател на Советот на Вардарскиот плански регион. Оваа одлука едногласно ја донесоа градоначалниците на 9 општини, кои што го сочинуваат регионот. Соработката е клучен фактор за успешна работа и затоа Коцевски посочи дека очекува меѓусебна соработка, добра поддршка од вработените во Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, но и повеќе пари од централната власт. Моите очекувања во наредниот период се многу големи. Верувам дека централната власт ќе го смени односот кон општините и дека ќе ја почитува законската регулатива за издвојување на 1% од бруто домашниот производ за проекти за пеглање на неравномерниот регионален развој и дека тоа ќе придонесе да се подобри вкупната состојба во општините од Вардарскиот плански регион и дека со тоа ќе се подобри квалитетот на живење на сите граѓани. На седницата присуствуваше и Дејан Павлевски, заменик министер за локална самоуправа. Тој посочи дека во буџетот за наредната година владата предвидела повеќе средства за планските региони. Ќе работиме на алоцирање на многу повеќе средства за да го достигнеме законски предвидениот 1% од бруто домашниот производ и со тоа навистина да допринесеме да се намалат разликите на развој на регионите во Република Македонија. Раководителот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион Марко Колев ги запозна членовите на Советот со она што се работело во изминатите 4 години. Информираше дека Центарот во моментов на својата сметка има 4.187.183 денари. Нема долгови, а има побарување од општините нешто повеќе од 4 милиони денари. Оно што е известно и што треба да се случи е да Вардарскиот плански регион врз основа на
приоритетна одлука од страна на Советот аплицира со предпроекти до 15.12.2012 година. Се работи за некоја сума првично неофицијална, што е стојат на располагање на Вардарскиот плански регион 29 милиони 500 000. Од Центарот за развој на Вардарскиот плански регион најавија директни средби со градоначалниците за подобро запознавање со проектите кои се реализирани, но и оние кои се реализираат, а се со финансиска поддршка на локалната самоуправа. Светскиот ден на детето се одбележа во основното општинско училиште Васил Главинов. Целта на одбележувањето е да се сврти вниманието на пошироката јавност за сите обврски кои ги има општеството кон децата, но и за најважните проблеми со кои децата се соочуваат. Во Општинското основно училиште Васил Главинов се одржа централната манифестација по повод Светскиот ден на детето. Денеска се прославува 28 години од потпишувањето на Конвенцијата за заштита на правата на детето. Учениците ја презедоа улогата на професори и директори. Во улога на директор беше ученичката Лилијана Ристовска. Таа појаснува кои се активностите на учениците. Имаме ликовна изложба, имаме роденска забава, имаме музичка изведба и ќе имаме и наблюдување на училишни часови. Неслучајно е избрано училиштето Васил Главинов, поради тоа што во наставата се вклучени и деца со посебни потреби. Во рамки на манифестацијата беше одиграна театарска представа, дебата и работилница Сите деца на светот. И ова денес си сакаме да го прикажеме и во работилниците, има работилници за обврските, меѓутоа не само за обврските и правата. Инаку како што знаеме, има тука кодекси на каде што се дадени и однесувањата на учениците, нивните обврски, меѓутоа и нивните права. Децата се запознаваат уште ово раните мислам во раните оделенија, од првите оделенија ги учат правата. Представникот на УНИЦЕФ во Скопје, Бенџамин Перкс, ја потенцираше потребата од реформи во образовниот систем, во предучилишното образование, стапката на смртност меѓу новороденчињата и слично. Очигледно настанот е забавен, меѓутоа треба да пренесе сериозна порака, а тоа е дека сите имаме обврска за децата да го обезбедиме најдоброто, да им обезбедиме можности за учење, да напредуваат, да се развиваат и да го реализираат својот најдобар потенцијал. Општина Велеско иднина многу ќе работи за подобрување на состојбите, особено со децата во предучилишна возраст, затоа што состојбите се неповолни, особено во прифаќањето на децата и изгрижувањето во детските градинки, вели градоначалникот Коцевски. Затоа што научните анализи покажуваат дека е многу понизок развојот во интелектуална смисла на децата кои не се згрижени во детските градинки во споредба со тие што се згрижени во детските градинки. И мора тој коефициентот до околу 40% да се зголеми на над 90%, ако сакаме да имаме младина, деца со висок коефициент на интелигенција во наредниот период. Заклучоците се дека во Македонија има најмалку деца кои имаат предучилишно образование. Меѓу другото, представникот на УНИЦЕФ во Скопје Паркс одржа средба и со градоначалниците од Вардарскиот плански регион. Водата за пиење од регионалниот водовод Лукар е исправна. Од Центарот за јавно здравје велат дека последните параметри кои се направени покажале дека водата е безбедна за пиење и повеќе не важи препораката за превривање на истата. Освен кавадарчани со вода од Лукар се снабдуваат и жителите на Неготино и Росоман. Водата од регионалниот водовод Лукар е исправна и безбедна за пиење, потврди Институтот за јавно здравје. Препораката која важеше од четвртокот дека поради поројните дождови водата е заматена и треба да се приврива, повеќе не важи. Со подобрувањето на временската состојба од една страна и превземените мерки од Центарот за јавно здравје и јавното предпријатие Комуналец од друга страна, сега водата за пиење е безбедна, нагласи Трајче Ризов, специјалист по хигиена и раководител на Центарот за јавно здравје Кавадарци. Тоа значи дека кавадарчани, но и жителите на Неготино и Росоман можат слободно да ја пијат водата без претходно да ја превриваат.
Предходните денови водата беше значително заматена и со жолтеникава боја. До тоа дошло од самото количество на вода кое беше зголемено и кое навлегло во резервоарите од каде што населението се обезбедува со вода за пиење. Матноста е физички параметар и представува индикатор за предпоставените во Центарот за јавно здравје да пристапат кон подлабоки испитувања, кои покажале дека нема опасност од загадување на водата за пиење. И затоа предходно беше упатена препораката консументите задолжително да ја превриваат или да пијат флаширана вода. Во Велес нема поголем број заболени од грип. Имено само 5 лица се пријавени како заболени од грип во месец ноември. За ова информираат од Центарот за јавно здравје Велес. Но иако бројката е мала на заболени од грип, надлежните ги препорачуваат општите мерки за заштита кои би биле од корист ако се пременуваат. Во месец ноември во Велес регистрирани се само 5 лица заболени од грип, информираат од Центарот за јавно здравје. Секоја недела до Скопје се испраќаат групни пријави и се следи состојбата во сите амбуланти, вели доктор Билјана Трајкова, епидемиолог од Центарот за јавно здравје Велес. За сега, према информациите кои ги добиваме од ПЗУ, од инфективното, од детското одделение, значи се уште нема зголемен број на лица да се јавуваат со такви знаци за респираторни инфекции и вирусни инфекции. За сега се уште го немаме појава. Иако е мала бројката на заболени од грип, надлежните ги препорачуваат општите мерки за заштита на населението кои би биле од голема корист ако се применуваат. Се препорачува избегнување на собирање и престој во простории каде престојуваат повеќе луѓе. Особено со луѓе кои се болни или сомнителни, кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура. Често да се мијат рацете со вода и сапун или дезинфекционо средство. Да се загреваат просториите за престој и често да се проветруваат. Препорачливо е топло слоевито облекување, топли бањи. Да се пијат топли напитоци, чаеви и супи, овошни цедени сокови, вода со лимон. Шеснаесет спортски колективи се пријавија на јавниот повик за финансирање на спортските клубови од буџетот на општина Неготино за 2018 година, кој беше објавен минатата недела. Тие доставија програма и план на активности со цел предвидените средства од буџетот за наредната година да бидат соодветно планирани и распределени. Финансиските средства ќе им овозможат на спортските клубови континуирана и стабилна работа со цел постигнување на подобри резултати и развој на спортот во општина Неготино. 16 спортски колективи бараат поддршка од градоначалникот и општина Неготино. Ова се должи на претходно објавениот јавен повик на градоначалникот и советот на општина Неготино, кои ги повикаа сите спортски клубови од општината да достават финансиска програма и план на активности со цел предвидените средства од буџетот на општината за 2018 година да бидат соодветно планирани и распределени. На тој јавен повик одговорија 16 спортски клубови кои доставија план на активности и финансиска програма за наредната година. Вкупниот износ на побараните средства ќе биде дел од предлог програмата за спорт, а по изгласувањето на истата спортските клубови на почетокот на новата календарска година, според точно утврдени критериуми од советот на општината, ќе добијат финансиски средства. Овие финансиски средства ќе им овозможат на спортските клубови континуирана и стабилна работа со цел постигнување на подобри резултати и развој на спортот во општина Неготино. Јас и мојот тим сме посветени за позитивна препорака. Сакаме тоа да се случи на почетокот од наредната година. Причината за мојата посета на Скопје е тоа што постигнавме многу, а не сакам да се добие впечаток дека Брисел не е фокусиран на Македонија. Ова го изјави комесарот за проширување на Европската Унија Јоханес Хан, кој денеска престојува во Скопје. Хан смета дека треба да се истрча последниот километар, за да се заврши како што вели маратонот за престапните преговори за Европската Унија. Вестите од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов се сретна со председателот на Албанија Илир Мета во Скопје.
Сите со нетрпение очекуваме Македонија да го заземе заслуженото место во НАТО, но и да постигне видлив напредок на патот кон европската интеграција, порачал Мета. Во таа насока го поттикнуваме продолжувањето на диалогот за надминување на сите прашања кои представуваат пречка на тој пат. Македонија како членка на НАТО не е успех само за самата земја, туку и за целиот регион, бидејќи тоа представува фактор за безбедност во овие турбулентни времиња, рекол Мета на заедничката пресконференција со Иванов. Македонскиот председател посочи дека Албанија и Македонија заедно почнале на патот кон НАТО, но откако Албанија стана членка, Македонија сега очекува нејзина поддршка во тој процес. Македонија очекува Албанија да ја повлече да биде членка на НАТО, да ја помогне да добие покана за членство, а во однос на Европската Унија, се што досега Македонија има направено и сето нејзино искуство и стои на располагање на Албанија на нејзиниот пат кон Европската Унија, додал Иванов. Премиерот Зоран Заев во придружба на владина делегација во чиј состав се заменикот председател на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манчевски и државниот секретар во Министерството за надворешни работи Виктор Димовски ќе престојуваат во официјална посета на Република Србија, информира владината прес-служба. Според агендата, утре е предвидена тет-а-тет средба меѓу председателката на владата на Република Србија Ана Брнабич и председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Владините делегации ќе одржат заедничка пленарна средба на која ќе се разговара за теми од интерес на граѓаните на двете земји, како и за натамошното продлабочување на односите. Владината делегација ќе биде примена и од председателот на Република Србија Александар Вучиќ. Турскиот новинар Али Таракчи денеска беше застрелан во ногата, јавија тамошните медиуми, додавајќи дека тој е во болница и е во стабилна состојба. За време на инцидентот Таракчи бил во возилото со своето дете. Според неговата сопруга се работи за намерен напад, во кој возилото одзади удрило во автомобилот на Таракчи. Од возилото потоа излегле две лица, од кои едниот од нив пукал во Таракчи, пошто побегнале. Новинарот работи во турската телевизија Акит. Вестите од светот во продолжение. Преговорите помеѓу четирите германски партии кои се обидуваат да формираат владеачка коалиција пропаднаа откако ги напушти Слободната демократска партија, наведувајќи непремостиви разлики. Германската канцеларка Ангела Меркел најавила состанок со председателот Франк Валтер Штајнмајер за да го извести дека не успеала да формира коалициона влада. Како што пренесува Reuters, одлуката да се состане со Штајнмајер, кој е овластен да свика нови избори, укажува на тоа дека Меркел нема да бара формирање малцинска влада со зелените, откако Слободна демократска партија неочекувано се повлекла од коалициските преговори. Ќе направам се со државата добро да се управува во тешките недели кои се пред нас, изјавила Меркел. Председателот на Зимбабве Роберт Мугабе се согласил на условите под кои ќе поднесе оставка и веќе е составен нацрт на писмото за неа, изјавил за CNN неименуван официјален представник на Зимбабве кој директно е запознат со преговорите. Тој истакнал дека генералите кои преговарале со Мугабе се согласиле на многуте негови барања, вклучувајќи и доделување на имунитет за него и неговата сопруга Грейс, како и правото да го задржат приватниот имот. За и формално да дојде до оставка, неопходно е прво да се испрати писмо до председателот на парламентот, додал изворот. Роберт Мугабе на власт е 37 години. Од политичките функции е сменета и првата дама Грейс Мугабе, чија амбиција била да ја наследи председателската фотелја. Таа е обвината дека со соработниците ги плячкала ресурсите на земјата, која, иако е богата со руда, се бори со економски хаос и невработеност од 90%.
Стабилно и суво време со ниски температури следува во наредните денови. Утре на повеќе места утринските ќе бидат под нула, а дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Утре најстудено со минус 6 степени ќе биде во Берово и Маврово, а утро под нула ќе има и во Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Крива Паланка, Свети Николе, Штип и Струмица. Над нулата температурата ќе се движи во Демиркапие и Гевгелија, каде ќе достигне до 3 степени. Во среда утринската ќе се движи од минус 5 до 3 степени, во четврток од минус 3 до 5 степени, петок и сабота од минус 2 до 6 степени и во недела ќе се искачат во позитива и ќе се движат од 0 до 7 степени. Со метео информациите ги завршуваме вестите. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.